Доаѓаме до една нова геополитичка слика, а тоа е поделот на Кина и Русија. Светот кој го знаевме заврши во февруар. Толку. Униполарниот свет на доминација на Западот заврши. Има еден фински новинар левичар, у Донбас сега беше, им дава баш интервју, вика Донбас е местото каде што за прв пат западнистичката глобализација беше сопрена со Калашников. Гледај која поента ја. Значи, тргнав од Прокопчински. Кога направиле држава, кои знамења стоат? Не си бил може таму, ама Бранко направи пелинце, знаеш, се ние правиме дупликат пелинце. Да се тешиме. Кои знамења стоат? Таму сум бил на СССР, на САД, на САД и на Британија. И на Британија. Черчил, Рузвелт, Сталин. Така. Тие ни дали држава, реално сега да гледам. Јас македонците биле на права линија за разлика од бугарите. Ние сме биле антифашисти. И никад не сме биле фашисти, па пред војната прешалта и се као бугари. Некако сите антифашисти. И сега, тие држави тогаш биле светски сили. И види паметни. Не стеле само америчко знаме, као сега ние само на НАТО знаме ту собрание што ни го тупори Џафери. Абе, Абдали, кај е Кина, кај е Русија. Сега тие се светски сили. Не можеш да играш без сите светски сили. Пробавме да играме, изгубивме, тоа е така почна распадот на Македонија. Од Циле, од Тајван. Го признаа Тајван, се налути Кина, така. Ги тргна Умпрофор, влезе пола УЧК преку Косово. До тогаш немавме проблеми ние. Се отвори територија, си влегоа, сините шлемови си отидоа. Не си играј со големите, ке те сгазат. Ние слугувајки само на едниве ги заборавме другите две. И тоа е нашата позиција на левица. Со сите треба да играш, као Тито. И со руси, и со американци, и со кинези. Со сите, пошто си мал народ. За да обстоиш, треба да играш со сите. А не ти поголем католик од папата ќе се правиш и ќе ставаш санкции на Русија. 250 милиона евра ќе те коштаат санкциите.